Добар ден на сите, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Само што заврши состанокот кој што ги имавме на кризниот штаб, поврзан со кризната состојба која што е прогласена во рамки на општина Гостива Раја, поврзана со водата. Заклучивме дека се уште имаме истата фактичка состојба од аспект на квалитетот на водата, односно немаме вода која што може да соопштиме дека е исправна вода за пиење. Остануваме на истите препораки од претходно и од страна на Институтот за јавно здравје, АХВ, од страна на експертите од јавното предпријатие Водовод Скопје, од страна на сите чинители кои што бевме денеска овде, беа соопштени одредени детали поврзани со квалитетот на водата, точки мерни каде што се взимаат примероци, се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење, останува значи да се употребува како техничка вода. Се договоривме точно да како ќе продолжат останатите испитувања во иднина, ќе се зголеми да речеме квантитетот, континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Почесто ќе се мери, така да штом ќе имаме три последователни, како што и соопштивме претходно, штом ќе имаме три последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки кои што ги имаме во градот, тоа ќе соопштиме на гостиварчани дека водата ќе може да биде предмет и на пиење, освен на да се употребува како што се употребува до сега како техничка вода. Продолжуваме со испорака на флаширана вода за пиење. Еден од членовите соопшти дека негде отприлика околу 580.000 литри се доставени во текот на изминатите денови од страна на владата. Доставени се многу поголем број на количини од страна на општествено одговорни компании, од страна на други општини кои што беа вклучени во рамки на целокупниот процес, така да со флаширана вода ќе продолжиме и понатаму да доставуваме за да граѓаните на општина Гостивар имаат доволни количини на флаширана вода. Ако имате прашања, повелете. Може водата да се употреба како техничка, со оглед на тоа што и вчера кажавте како надлежни, дека може да предизвикува инфекции на очи. Согласно она кое што го добив како информација од страна на експертите во текот на денешниот ден на состанокот, да, истата може да се користи како техничка вода. Не може да се користи како вода за пиење, не може да се употребува за приготвување на храна, но може да се користи како техничка вода. Значи не постои опасност да предизвика ваква инфекција? Согласно она кое што го добив како информација од страна на експертите на состанокот, водата може да се користи како техничка вода, односно за сите оние технички потреби на граѓаните. Има информација дека пациенти од Гостиварската болница се пренесуваат во Тетово поради неможност за стерилизирање на опремата и на тоа, процедурите што ги имаат. Како планирате да постапите со Гостиварската болница за да биде целосно оперативна? Согласно информациите кои што ги имам, Гостиварската болница е целосно оперативна. Немам добиено информација дека недостасуваат било каков тип на материјали или било каков тип на услови кои што се нужни за да може да функционира во рамки на капацитетот кој што е потребен. Пак ќе ја проверам информацијата и доколку има поинакви информации ќе благовремено ќе ви известиме за се она кое што се превземе или треба да се превземе. Министра, дали уште трае хиперхлорирањето и дали може да се даде некој апел до граѓаните, дали ја ги пуштаат чешмите, дали треба водата да истекува нешто? Добро прашање, ви благодарам на прашањето. Да, треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат тие во приватна собственост. Да, водата се хиперхлорира целокупниот временски период. Во рамки на почетната точка таа достигнува и до максимумот на дозволено законско ниво на хиперхлорирање, кое што е прифатливо, да кажеме вака, за вакви услови на кризна состојба која што ги имаме. Да, хлор сега има до крајни корисници на сите точки кои што се превземаат
и се користат како мерни единици за контрола, е утврдено присуство на хлор и тоа е добро во рамки на фазата на прочистување, да речеме, на цевководниот систем, но пожелно е и тоа го прават службите од јавно водоводно предпријатие Скопје и Гостивар, вршат почесто испирање на сите оние точки каде што може да извршат испирање. Добро би било исто така и секој еден граѓанин кој што собственик на одредена недвижност, да кажеме, да ги испушти, да ја испуштат тековната вода која што е во рамки на системот, се со цел да имаме колку што е можно побрзо прочистување на освен на примарните цевководи, така и на секундарните. Добро беше прашањето. Имате ли таймлайн до кога би завршило? Да, до тогаш додека не добиеме квалитетна вода за пиење. Ние никогаш нема да дозволиме да ги информираме граѓаните дека водата е за пиење, а при тоа да имаме бактериолошки и било како друго неисправна вода согласно законски и подзаконски. Министре, еве може вие како вработена во водовод да ни кажете сега моментално за каква бактерија станува збор и колку време треба да се прочисти да не водата? Еве повеле, нека кажат ви. Значи, во одреден број од примероците е констатирана бактеријата Pseudomonas. Таа бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците. Затоа и постапено согласно протоколите. Хлорот кај каптажата е качено малку на повисоко ниво, правено е во неколку последователни периоди испирање на водоводната мрежа и целиот тој процес ние го следиме континуирано како лабораторија. Дали знаеме конкретна бројка на пациенти денеска што се жалеле за исти симптоми? Јас не можам да ви давам информација во однос на Кој бил најголем? Министерство за здравство ќе барате податок. Вчера беше 78. Утре даваат за денес. Уште едно прашање за министерот. Повелете слово. Надвора темата ако завршивме со... Повелете дали имаме други прашања на темата? Ви благодарам, повелете надвора темата. Двајца бугарски пратеници минатата недела присуствуваа на судење во Кочани, иако имаат забрана за влез во Македонија. Дали знаете како влегле во Македонија, дали влегле преку граница на диво, како биле пуштени? Не би можел да ви одговорам во овој момент. Да соберам информации, па може да писмено ве молам, обратете се до Министерството, ќе ви доставиме одговор на прашањето. Во овој момент немам информација. Не ни знам за случај. Друго прашање? Ви благодарам, убав ден да имате. Марко, ние